Политичката нестабилност во Турција предизвика загриженост за натамошниот развој на европските односи со Анкара и би можело да влијае врз договорот за спречување на бранот мигранти во Европа. Во исто време Анкара ја обвини Европската унија дека не го исполнува нејзиниот дел од договореното. Сите се загрижени за политичката нестабилност во Турција и обидот за државен удар ки има импликации во односите меѓу Турција и Европската унија. Ова го оцени шефот на Меѓународниот комитет за спас Дејвид Милибанд додавајќи: така наречениот договор кој ни помогна и ни даде пауза во протокот на бегалци очигледно е многу важен, како што Европа се справува со 800.000 луѓе кои пристигнаа во минатата година. Според Милибанд, најважно е Европа и Турција да ја продолжат тесната соработка околу бегалците и мигрантите. What we know is that the pressure from the Middle East, the war in Syria most notably, has not abated. And so countries like Greece both have to deal with the current wave of refugees who are here at the moment, about 50,000, 40 to 50,000, but also ensure it's in a position in case more people come later this year or next year. Односите меѓу Европската унија и Анкара се заладија по неуспешниот државен удар во Турција. Турската влада во текот на викендот соопшти дека Анкара ќе се повлече од договорот за мигрантите ако Европската унија во замена не го реализира ветениот безвизен режим за турците. Стартот на овој режим неколку пати е одложуван поради европските забелешки на турската легислатива која се однесува на борбата против тероризмот, а сега и во врска со справувањето на властите со антивладините активисти. Германскиот вице-канцелар Зигмар Габриел деновиве изјави дека Европа нема да биде уценувана од Турција во разговорите за либерализација на визниот режим, додека председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер во минатата недела изрази загриженост дека договорот со Турција постигнат во март годинава би можело да пропадне. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган пак во вторникот изјави дека Европската унија не успеа да ги исполни нејзините ветувања од договорот за мигрантите и покрај, како што рече, успесите на неговата земја во спречувањето на нелегалната миграција. 3 milyon Suriyeli ve Iraklı mülteciyi ülkemizde barındırmak suretiyle Avrupa'yı biz koruduk ya. Avrupa verdiği sözleri şu ana kadar tutmadı. Hala yerine getirmedi. Bakın bize bu yıl sonuna kadar 3 milyar avro bu parayı bize vermeyecek. Повеќе од милион мигранти и бегалци дојдоа во Европа во 2015 година. Грција е во првите редови на приливот, а повеќето пристигнуваат на островите на Егејско море од брегот на Турција. Во меѓувреме не престануваат обидите на мигрантите и на бегалците да стигнат во Европа преку Средоземно море. Скоро секојдневно италијанската крајбрежна стража открива по неколку стотици мигранти и бегалци од Африка.